Продолжува вакцинацијата на граѓаните од Североистокот. До сега се вакцинирани над 16.600 лица. Од Здравствениот дом информираат дека се спроведува имунизацијата за прва, но и втора доза. Интерес има кај сите жители без оглед дали се од градовите или руралните средини. Нагласуваат и дека има доволни количини вакцини. Дневно, сега од понеделникот навака, значи некаде околу 300-400. Значи секоја, одаваме од сите вакцини, има прва, има втора доза, така да вкупно може да оди и нешто бројката над тоа. Веќе уште од поодамна се намали возрастната граница, да. Значи доаѓаат и помлади луѓе. Од Здравствениот дом укажуваат и дека е во тек вакцинацијата на наставниците од основните и средни училишта од Куманово и Липково. Вакцинирани се дел од наставниците кои наставниот процес го реализираат со физичко присуство, но дел од воспитно-образовниот кадар и сам си закажал термин за вакцинација. Почната е нивната имунизација, тече во тек, значи правењето на списоци од страна на директорите на училиштата, доставување на тие списоци до нас и продолжува. Значи почната и продолжува и понатаму. Имате ли интереси од наставниците? Па секако, значи по самиот начин на нивната работа, контакт со луѓе, со ова, значи очекуваме да бидат заинтересирани и поголем одзив на наставниците за вакцинирање. Кумановци кои што ги прашавме укажуваат дека се задоволни од начинот на имунизација. Супер, нема ништо, не ме боли, немам никакав осеќај дека има вакцина. Супер ми е. Ова е прва доза или втора? Прва, втора. Која вакцина? Со Pfizer. Двете ги примив. Али добро, супер се чувствувам, добро ми. Фала му на Бога. Персоналот е супер и нус појави нема. Тоа е тоа. Само напред и сите да се вакцинираме. На вакциналниот пункт во Куманово се имунизираат граѓаните од Куманово, Липково, Старонагоричане, Крива Паланка, Кратово и Ранковце. Одреден период во регионалниот пункт во Куманово се спроведуваше само ревакцинација бидејќи недостасуваа вакцини.